Добро вечер. Каков расплет ке има солирањето на Таравари? Зошто ја напушти на видум хомогената коалиција вреди? Мицкоски на маса со Таравари, излезна врата од Илинденска се отвара или не? Мнозинството во собранието е стабилно со или без Таравари, а тоа многу ја олеснува одлуката да му се покаже излезот од владата. Вреди се прегрупира во партија, дуи најавува протести. СДСМ бара партнери за локалните избори. Каде дуи ја чека својата шанса за локалните избори, што прави СДСМ за да го врати членството и симпатизерите во старото јато. Локалните избори се прв по-сериозен мегдан за партиите по двојните избори минатата година. Кои се математиките за изборите на есен, кој, кому и каде ќе му дава гласови поддршка? Ова се само мал дел од прашањата кои вечерва ќе им ги поставам на моите гости, добро познати политички аналитичари. Првиот мој гостин е Петар Арсовски. Добро вечер. Добро вечер. Во студиото со нас е и Љузин Фаризи. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам за поканата. Со задоволство. И секако во студиото е и Благој Чатанасовски. Добро вечер и на вас. Добро вечер, благодарам за поканата. Пред да почнеме со дебатата и со разговорите со гостите во студио, ќе го вклучиме мојот колега Петар Догов, кој е попладнево пред владата и ја следи средбата што се одржа помеѓу премиерот Мицковски и министерот за здравство Таравари. Петар, добро вечер. Дали заврши средбата, кои се официјалните, неофицијалните информации со кои располагаш, што се случи попладнево? Така, ние имаме официјална потврда од владата дека средбата помеѓу премиерот Мицковски и министерот за здравство Арбен Таравари е веќе завршена и дека истата поминала во конструктивен дух, како што велат нашите брифери од владата. На средбата премиерот Мицковски ги изнал и јавно изнесените позиции, односно ги искажал јавно изнесените позиции кои што овие 2 дена ги кажуваше пред камерите на медиумите, а исто така од владата велат и дека разговорите продолжуваат и во идниот период и дека во текот на месецов, односно во мај, ќе се знае конечната иднина на Алијанса за албанците, односно крилото предводено од Арбен Таравари во рамки на владината констелација, односно дали останува дел од владината коалиција или не. Токму во насока на позициите на Мицковски, тој денеска кажа дека има само 2 опции за Арбен Таравари и неговата алијанса, а тоа е или да остане дел од влада која што ветува реформи и владење на правото, или пак да оди да коалицира со Демократската унија за интеграција предводена од Али Ахмети, уште веќе на наредните локални избори, а исто така и да продолжи во идниот период со нив. Арбен Таравари од Алијанса за албанците, одговарајќи на медиумските прашања во изминатиот период, велеше дека Алијанса нема проблем уште веднаш да излезе од владата, но само ако тоа го побара председателот на владата Христијан Мицковски. Тука во продолжение слушаме кратко од поентите на двајцата лидери. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Затоа задкулисни игри се провидни игри, лесно се идентификуваат и препознаваат и најчесто ваквите задкулисни игри им се удираат од глава на оние кои што ги прават тие задкулисни игри. Се разбира, никого во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господинот Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство. Ништо посебно, ние тоа што сме го поминали во Централно председателство е дека Алијанса за албанците ќе има сопствени советнички листи и најверојатно сопствени кандидати за градоначалници во општините каде што излегуваме, така да ќе го слушнеме и премиерот и потоа и ќе процениме и ќе оцениме како продолжуваме понатаму. Токму Алијанса за албанците, односно Арбен Таравари, и го започна расколот во коалицијата Вреди, која што подоцна прерасна во еден политички субјект, односно во политичка партија, но сега предводена од тројцата преостанати лидери Изет Меджити, Билјал Касами и Зекирија Ибрахими. Расколот започна околу прераспределбата на добитните градоначалнички и советнички позиции, односно инсистирањето на Арбен Таравари да има доминантен број на кандидати за градоначалници во општините каде што Вленги
Ки излезе со своји листи, но тоа не најде на одобрување кај останатите лидери, па така падна одлука на централното раководство на партијата Алијанса за албанците, кое што се одржа во Тетово, да се оди на изборите со самостојни листи, а како што слушнавме во изјавата на Таравари, најверојатно тоа ќе биде случај и со кандидатите за градоначалници. Огнен? Петар, ти благодарам многу за вклучувањето во топ тема, прилогот за тоа што се случуваше во детали. Денеска гледачите ќе може да го видат во информативното издание во 21:30. Уште еднаш ти благодарам. А сега продолжуваме со гостите во студиото, како што ги најавив, така и ќе ги поставиме прашањата. Прв со господинот Арсовски почнувам. Очекувавте ваков расплет денеска? Тоест расплет, не е ни расплет. Ваков исход од средбата денеска? Најавите беа дека ќе има некакво појасен епилог од средбата денес. Имајќи ги предвид релативно острите тонови кои премиерот ги упати визави со работката со Дуи, не е голема тајна дека Дуи за него е непријател во моментот. Првиот заклучок, бидејќи нема епилог средбата, е дека можеби таа црвена линија која ја постави премиерот, а тоа е соработка со Дуи, Арбен Таравари се уште не ја поминал или доволно го уверил премиерот дека ја нема поминато. Мислам дека доколку премиерот се сомневаше во директна соработка помеѓу Арбен Таравари и Дуи, тоа ќе беше сигнал да ја напушти владата. Се разбира, мислам дека доближувањето на Арбен Таравари кон Дуи за ВМРО-ДПМН ќе биде граница која не може, црвена линија која не може да се помине, и следејќи изјавата на премиерот која е една остра за задкулисни игри, комбинации кои никогаш не му донале добро, мислам дека тоа е една известна порака кон Арбен Таравари дека неговото доближување кон Дуи нема да биде добро прифатено во владата. Фактот што Арбен Таравари за сега останува во владата и разговорите продолжуваат, го толкувам како можеби последен обид на премиерот да ја спаси коалицијата Влен барем во некаква форма. Таа не може да биде целосно спасена, бидејќи веќе Арбен Таравари ја напушти коалицијата, а останатите лидери направија своја партија, но да задржи некаков статус кво, бидејќи било кој друг епилог де факто би му одел во полза на Дуи, што премиерот не сака. Сега имаме концентрични кругови на расплети, кои ќе видиме како ќе се одвиваат, претпоставувам ќе зборуваме и во текот на емисијата. Да. Првата е коалицијската, која е веќе завршена, таа коалиција е распадната. Втората е владина криза која во моментот се расплетува, ќе остане ли владата ваква или ќе има некаква реконструкција. Третата е парламентарна, што ќе се случи во парламентот по напуштањето на Арбен Таравари. Ќе имаме ли релативно стабилна групација на албански пратеници кои би ја легитимирале владата, или ќе има некоја голема дискрепанца која можеби ќе создаде некаква парламентарна криза, и на крајот дали овој потек може да предизвика предвремени парламентарни избори. За секој од овие ќе видиме во наредните месеци што ќе се случи. Господине Фаризи, истото прашање и до вас. Што очекувавте дека ќе се случи денес на средбата помеѓу Мицкоски и Таравари? Имајќи во предвид дека Арбен Таравари е политичар кој ги менја ставовите 2 пати, 3 пати, 5 пати, може и 10 пати, така јас не сум изненаден од тоа што му има брифирано на Христијан Мицковски. Тој има право како лидер, бидејќи има своја политичка партија, иако не е дел од Влен, односно беше дел од Влен, сега веќе не е, има право сам да преговара со премиерот Христијан Мицковски, односно да биде уште дел од влада, бидејќи самиот премиер одлучува кој ќе биде дел од влада, кој нема да биде дел од влада, почитувајќи ги тие црвените линии. Но во последниот период од кога тој се исклучи од вреди, односно од како имаше недоразбирања внатре со другите политички партии, почна сомнежите дека тој почнава да соработува со Дуи. Тоа е надминување на црвената линија, бидејќи тој негираше во почеток дека се видел со Дуи, па после другите политички партии, односно другите лидери да потврдуваат дека имал 2 соработки, па 3 соработки, односно 2-3 пати се комуницирал со Ахмети, така што тоа веќе надминува на тој политичкиот принцип
за да бидеш дел од влада, а да соработуваш, односно да се обидуваш да соработуваш со друга политичка партија, особено која е црвена линија за сегашната влада, бидејќи на крај на краишта тие гласови ги добија во минатите избори против Дуј, односно против криминалот, што Дуј го имаше 22 години направен, и токму денешната изјава на Христијан Мицкоски, односно на премиерот, дека Арбен Таравари има две опции. Првата опција да иде да се соработува со Дуј, а првата опција да биде за промените на владата. Така што, имајќи предвид дека тој ги менја ставовите, јас очекував вака, најверојатно, бидејќи ќе видиме како ќе текуваат, ќе следват тековните работи во политиката. Нормално, бидејќи тој цело време пред јавноста изнесуваше ставови дека Централното собрание на Алијанса има донесено одлука за да одат со листи, независни. И рече, тоа нема враќање. Да, со своји листи и дека нема враќање, Тоа тоа е првото. да. И второто, дека најверојатно и со ограничено листи. Тоа најверојатно значи дека тоа не е сигурно, дека може најверојатно тој може да и се договори со Дуј, бидејќи во јавноста, односно и блиските соработници што му се на Таравари брифират дека Али Ахмети му има ветено 6 градоначалнички места, дури до 8, а се да се договорат, да имат, односно таен договор, да не идат со заеднички листи, туку самостојни да ги кандидират своите градоначалници, но таму кај ќе вади Алијанса, односно кај ќе му ветува на Арбен Таравари, дуи да не номинира кандидат за градоначалник и така да се поддржуваат тајно, веќе тоа е познато, тајно веќе кај нас веќе се е познато, веќе се е јавна тајна кај нас, така што тие политички маневри, односно трикови, веќе ние како граѓани ги имаме исчитано, така што најверојатно тој ќе држи, ако му дал еден месец за да, пример, во текот на месецот, да избира, така, до крајот да на мај. избира дали ќе треба да биде дел од власта или сака да замине во опозиција, се надевам дека Централното собрание како најглавен орган во партијата ќе доноси одлука, бидејќи Централното собрание на Алијанса никогаш не донесла одлука за да идат сами на избори. Ако е така, нека не убедува, еве, нека го извади записникот од собирот што го има, мислам дека на 8 април кога го има, нека го извадат и да видиме дека така гласале мнозинството на членовите. Односно, таму имало дебата, но немал одлука како што јас имам информација. Интересно. Атановски, за крај, секако и вас ви го поставам прашањето. Остри изјави, ги слушнавме изјавите, за едниот беше или, за другиот ништо посебно. Се наоѓаме во една прилично интересна политичка ситуација. Можеби прв пат на македонската политичка сцена се соочуваме премиерот да треба да одлучи кој од, да речам, од коалицијските партнери кои во коалицијата вреди била 4-партитна хетерогена партиски поставена структура, да треба да одлучи на која страна условно кажано ќе застане, од проста причина што имаме неколку фикс јасноти од оваа политичка драма која се случува во изминативе 2 месеци во така наречената коалиција Влен или Вредит. Прво тоа е дека таа веќе не е 4-партитна, односно станува збор за подвојување меѓу Алијанса на албанците предводена од Арбен Таравари со останатите 3 политички партии кои за да одговорат, да речеме, на неговото напуштање на коалицијата ќе се пререгистрираат во единствен партиски политички субјект. Значи тука веќе се менуваат тотално политичките и партиските норми во функционирањето. Најавите дека ќе се претопат во партија беа пред Таравари, уште минатата година. година. Сакам да кажам, веќе имаме сосема нова политичка разврска во владеачкиот дел од етничко-албанска етничко-албанско политичкиот блок. Од таа гледна точка е јасно дека понатаму не може да постојат како владини партнери, да речам, Арбен Таравари и останатите од Влен, бидејќи се упатија мноштво на остри изјави, особено тие против него, велејќи дека требало да настапуваат заеднички и партиципирале како Влен.
Тој од друга страна велеше постојано дека доколку одлучи премиерот и понатаму ќе остане во владата, зашто веројатно денеска се разговарало, но сакам да кажам недоумицата и факторот X непознат е дали премиерот под наводници ќе одлучи да го задржи Арбен Таравари во власта, од друга страна ќе не го дуваат останатите три политички партии, или па самиот Арбен Таравари ќе сака едноставно да премине, да речеме, условно кажано во опозиција, со што ќе се смени политичката карта, бидејќи контролира најголем број пратеници од коалицијата Вреди, а тоа се 5. Тоа е еден фактор, бидејќи тоа може да нанесе само, да речам, штета на психолошкиот профил на идните локални избори во распределбата на гласовите и кој тоа ќе го има легитимитетот во етничко албанскиот политички блок, бидејќи во дел од вашите поставени прашања имаше прашање дали тоа ќе наруши нели владината гарнитура или композиција, мислам дека и дали ќе предизвика предвремени парламентарни тема на која што ќе збориме точно. Избори па да не се надоврзувам на таа тема, мислам дека недоумицата е само како од тука па натаму ќе продолжи учеството на Арбен Таравари во власта, дали тој ќе биде дел од власта или ќе премине во опозиција, но од друга страна, исто така се поставува прашањето какво е тоа негово самостојно учество на локалните избори. Да, тој вели дека ќе поднесе сопствени советнички листи. На советнички листи се гласа пропорционално и тоа е легитимно, тогаш политичките партии ќе си ги измерат репрезентативно гласовите, која политичка партија ќе освои колку советници во секој односен совет во локалните самоуправи, но прашањето е како ќе настапи тоа што го збори и двајцата соговорници на градоначалничките избори, односно изборот за градоначалници, бидејќи тука е многу во најмала рака конфузна политиката која вие треба да ја креирате, односно велиме ние ќе правиме коалиции во секоја општина посебно или разговараме за коалицирање. Сега отидоа работите во таа насока. Во медиумите се шпекулираше и се пласира мноштво на информации дека претходно Арбен Таравари се договорил со Али Ахмети и му ветил толку и толку општини. Тоа е во дел на шпекулациите, но може ние да гледаме еден политички гешефт и маневар каде што можеби нема да имаат официјална поддршка Дуи и Арбен Таравари и делото од Алијанса за албанците, говорам јавна, тоа говорам, но од друга страна во држава во која избори буквално се краделе под наводници, односно се местеле, многу е лесно вие да пренасочите контингент на гласови што се вели под маса, односно ние имаме традиционално гласачко тело во големите политички партии, особено Дуи, односно сакам да кажам, меѓу редови многу е лесно Дуи дел од својот партиски контингент неофицијално неофицијално да го пренасочи кон кандидатот на Алијанса за албанците на Таравари, но тоа во јавноста, условно кажано, не може да се протолкува и да се докаже дека тоа е коалиција меѓу Арбен Таравари и Али Ахмети, бидејќи по изјавите на премиерот он е прилично дециден дека црвената линија или рубиконот кој не смее да го премине Арбен Таравари доколку и понатаму сака да остане дел од така наречената реформска влада, е тоа да нема официјална или јавна коалиција со Али Ахмети покрај тие комуникацијски средби кои досега ги имале. Односно сакам да кажам, во моментов се уште сме во една политички магловита ситуација во која не знаеме какви ќе бидат разврските, но како ќе одминуваат месеците, односно како ќе доаѓаат и ќе истекуваат роковите затоа што мора до крај на мај да се заврши ова, деновите се више. Како ќе доаѓаат роковите кои ќе ги газат политичките партии за поднесување на кандидатури за локалните избори, ние мора да видиме една политичка чистина, особено во етничко албанскиот политички блок, и тука ќе видиме како ќе се репозиционираат сите овие засега многу чудни политички ситуации или чудни политички комбинаторики кои предизвикуваат, гледам, нервоза кај сите и во ВЛЕН, и во владината коалиција, кај премиерот и кај самиот Арбен Таравари. За чудо и за волја на вистината тој покажува од сите нив најголема политичка смиреност и политичка ноншалантност. Повелете, господине Фаризи, по прашање за господинот Тарсовски. Да се поврзам, бидејќи во почеток кажа дека премиерот за прв пат, значи, одлучува, односно преговара со еден лидер, односно кој бил дел од Вреди. Тоа е нормално, бидејќи премиерот кажува доблест, односно кажува одговорност што го има земено од страна на граѓаните. И тоа е државнички потек, бидејќи не им овозможува
некој кој е дел од власта да соработува со политички структури кои се заканувачки за државата, односно за уставниот поредок. Бидејќи ДУИ, да не забораваме, деновиве секој ден се заканува ако некој од нивните преодници, односно нивните владини функционери кои се директно поврзани со или индиректно со случајот од Кочани, ако ги стават во односно ако подигнуваат обвинение од страна на обвинителството, ќе дојдат да протестират. Тоа нормално е дека премиерот не дозволува некои структури преку Арбен Таравари да бидат дел од власта. Јас мислам дека е тоа голема одговорност и јас мислам дека тие политичари кои сад под секоја цел да го вратат минатото. Видите, ние сме биле во ваква ситуација кога премиерот, бившиот премиер, односно на Македонија, кога цело време праеше договори над маса, под маса, во влада, по други не знам кој, за премиерот Таче, кога Ковачевски кога се обидуваше да има 61 пратеник по секоја цена за да биде дел од власта до 2024. Јас мислам дека премиерот сега Христијан Мицев има повеќе комодитет, тоа еднаш за секојаш у почеток да ги скрати и тоа добро со ножици неодговорните политичари кои сакаат да соработуваат со ДУИ. Да. Господин Арсовски, еве и господинот Фаризи го начна комодитетот што го има во собрание 78 пратеника. Не се малку, дефинитивно. Што мислите што може да се случи? Какви би биле претумбациите во собрание? Дали сметате дека сите 5 пратеника кои што се од Влен, а се под Таравари би тргнале по неговите стапки и окей, ќе преидеме во опозиција. Што ако еве и тие 5? Значи владиното мнозинство во собрание не е начнато, тоа е повеќе од јасно, но што мислите дека тогаш би можело да се случи? Политичката ноншалантност со која настапува премиерот, за која зборуваа соговорниците, доаѓа од токму од овој комодитет 78 пратеника. Мислам дека ќе биде тешко за премиерот да го задржи Таравари во владата, затоа што ќе се постават две прашања. Првото е дали може да му верува, имајќи предвид дека оваа комбинаторика, оваа драма која сега се случува и која го става целиот фокус на Таравари, се сите се занимаваме со Таравари, како што зборевме пред емисијата, му е непотребен гамбит на Мицовски во моментот. Му го нарушува мирното пловење и сигурен сум дека тој не се занимава со кејф, со овие коалициски проблеми. И второто е, ние знаеме како изгледа напуштањето на Таравари во владата. Да. Тоа се лоши позиции и за Таравари, и за Влен, ке зборуваме за тоа што е најверојатниот исход во тоа. Но јас не гледам како изгледа останувањето на Таравари во влада. Да претпоставиме дека Таравари ќе го убеди доволно премиерот Мицковски дека нема да соработува со ДУИ, значи тука се поставува прашањето на довербата. Оставањето на Таравари во влада многу ќе го оштети Влен. Бидејќи во тој момент вие имате де факто два албански коалициски партнери во кои гамбитот на еден успел, а другите останале во власт без никаков политички капитал. Така што ќе биде во прво време ќе биде Мицковски ќе мора многу сериозно да размислува дали може или не може да го отстрани Таравари од владата. Сега. Мислам дека тој во моментот работи на некаква стратегија на смирување можеби на состојбите. Неговата линија е јасна. Соработката со ДУИ значи дека ти не си со оваа влада. Да речеме Таравари да ја напушти владата. И пратениците да преминат сите 5. Да речеме сите 5. Добро. Јас мислам дека е тоа тешко имајќи предвид колку лесно пратениците менуваа столчиња во овој период. Повторно на Мицковски не му е нарушена стабилност. Тој може да си дозволи да го почека исходот на локалните избори, па да прави нова политичка стратегија после. Точно е дека дискрепанцата помеѓу пратениците албанци во опозиција и пратениците албанци во владата ќе се зголеми. Не знаеме што ќе направи Тачи во тој момент, не знаеме што ќе направат коалицијските партнери од другите етнички заедници кои се сега во Европскиот сојуз, но еве да претпоставиме сите пратеници. Да не го забораваме господинот Селја. Да не го забораваме господинот Села.
повторно Мицковски може до локалните избори да ја мери својата политичка стратегија. Единствената причина поради која Мицковски не би можел да си дозволи таков комедитет е доколку планира или доколку во крајна нужда бидат издействувани парламентарни избори заедно со локалните. Но ако ги погледнеме роковите, дека локалните избори треба да се распишат кон крајот на јуни или почетокот на јули. Не, јули, август. Крајот на јули. Крај јули, почеток август. Секогаш се во октомври. Да речеме. Да. Но ако бидат на масата и парламентарни избори, да не заборавиме дека форматот пржинска влада се уште постои. Точно. 100 дена пред изборите треба да функционира некако. Ние не гледаме никакви сигнали дека, односно напротив, гледаме обратни сигнали. Денес председателката директно вели сметаме дека се непотребни предвремени парламентарни избори. Значи Мицковски нема некаков голем зорт, нема некаков голем притисок да го загрижува премногу преместувањето на претениците. Доколку одлучи да го отстрани Таравари од владата, мислам дека ќе се соочи со тој притисок заради неговите моментални коалициски партнери влен, условно речено лојалните коалициски партнери. Повторно може да се го дозволи луксусот да почека до локалните избори, да види како ќе помине Дуи и Арбен Таравари на локалните избори, бидејќи прв пат Дуи ќе настапува на локални избори од позиција на опозиција. Арбен Таравари ќе биде во средина помеѓу два гравитацијски момента, тоа е Дуи и Влен. Сега Арбен Таравари е популарен, но кога ќе излезе од владата, клиентелистичкиот глас ќе го изгуби, ќе се соочи со посериозни предизвици и така. Секако Мицковски затоа е комотен и затоа е ноншалантен, затоа што картите се пред него, може да ги почека локалните избори и својата нова политичка стратегија да ја гради врз основ на исходот на локалните избори. Еве сценарио, како што кажа господин Тарсовски, ќе го задржи во влада. И вие рековте, можно е да го убедил, да нема контакти, ќе иде соло и да го задржи во влада. Господине Фаризи, што правиме со анимозитетот помеѓу Таравари и останатите од Вреди? Имено тие беа заедно и во секое свое обраќање јасно порача дека Таравари треба да си оди од владата ако си отишол од Влен. Што мислите, тоа како би можел да го изменаџира премиерот? Јас мислам дека препукувањето внатре од Влен многу брзо расте, а може поединечни луѓе кои се внатре, односно неодговорните политичари што се внатре во Вреди, односно во Влен, овозможува то одеднаш да се прави паника во Влен, а исклучува тука дополнително влијаеше и самиот Арбен Таравари кој во одредени многу клучни времиња за државата тој ги правеше овој потези. Пример, после кога се случи Кочани, он почна да четвртиот или петиот ден почна препукувањето внатре во Вреди и дополнително кога Христијан Мицковски не беше тука, односно кога го беше во арапските земји, тогаш почна, значи, да се одвои одлучи да се одвои од Вреди. Така што он ги прави потезите кога Христијан Мицковски не е тука. Секогаш или кога е насочен во како што беше случајот со Кочани. Така што јас мислам дека денеска, бидејќи не сме биле таму во преговорите, не знаме точно што се преговори внатре. Официјално официјално најверојатно тие се договориле, односно има две опции што ги и јавно ги кажа денеска Христијан Мицковски премиерот, дека има две опции. Првото е да бидеш член дел од влада, односно за промени или да си одиш со Дуи. Јас мислам дека да се навратам на првата теза што е став. Јас мислам дека Арбен Таравари кога тој не треба под секоја цена да биде во Влен. Тој си има собствена политичка партија, тоа беше коалиција пред изборите. Да, јасно, но сега може да действува како политичка партија, но јас мислам дека тој требаше да донесе некои клучни одлуки. Мислите дека Меджити, Гаши, Касами онака ќе седат со рацете скрстени и ќе седат заедно? Па тоа не значи дека треба сега да го држиме и страната на Арбен Таравари, не значи дека под секоја цена него треба да го држат во коалицијата. Да го притискат, бидејќи тој има политичка партија која води. Точно. Да не забораваме дека пред изборите токму Арбен Таравари премина во Вреди и ја да кажам малку ја балансира двете коалиции помеѓу Европскиот фронт на предводено од Ахмети и на Влен. Така што да беше од другата страна сосема други резултати ќе имавме во парламентарните избори. И тогаш кога се договориле, тој се договори да оди како претседателски кандидат и дополнително да има 35% од колачот од владата
тој зема 35% од пратениците, бидејќи има 35% има од коалицијата, но има 25 во владата. Бидејќи рамноправно си ги поделија места, затоа тој Е незадоволен. е незадоволен. Токму тука почна таа битката помеѓу нив и после како тргна работата Тоа после може да нагаѓаме затоа што ниту еднаш ни еден од Вреди не излезе, од останатите во Вреди не излезе јасно да каже дека да, затоа што не ги поделивме местата или затоа што нема он да биде председател на партијата Вреди. И тоа ништо од тоа не реше. Сакал и да биде председател на партијата, што овие тројцата се обидени заедно против него. Така што јас мислам дека тој требаше да донесе одлука во Централното собрание, како најголемо тело, односно најклучно тело во партијата. Првин дека ќе одлучува да оди сам на избори и за кандидати за советничките листи и за градоначалник и требаше да му стават црвена линија дека никогаш нема да се работува со ДУИ. Тој чим дава можност, замислете, последните една недела тој 2 пати се сретнува со Али Ахмети, се поздравува, а не се поздравува со челниците на политички партии кои се дел од Вреди. Така што јас мислам дека комуникацијата помеѓу Вреди и него нема така лесно да се затоа го прашав анимозитетот е таму. Имајќи предвид дека Арбен Таравари ги менја ставовите, јас очекувам се да се случи во следниот период, но да не забораваме дека мај има само 31 ден, така што многу брзо ќе поминува и лесно може да биде дел од историјата после мај. Сега идеме со второто сценарио. Таравари ја напушта владата. Имаме сега Министерство за здравство, кое што нема лидер, неколку заменици министри, директори, трети ешалон и втор да ги баталиме. Министерство за здравство е едно клучно министерство во владата. Како тоа, што би се случило тогаш во владата? Господин Тарсовски го начина тоа прашање. Кој мислите дека што треба да се направи сега? Дали Вленке си го бара назад здравство? Тоа е наше министерство, ние го добивме или ВМРО ќе го земе тоа министерство владеачката ВМРО, па ќе се откаже од нешто друго. Кој е според вас тогаш сценариото? Можно ли е сепак пред избори, како што каже Арсовски, многу лош тајминг, некаква мини реконструкција да има, некој домино ефект што би го предизвикал Таравари? Тоа на пример ќе предизвика еден вид на мини рекомпонирање на владата, бидејќи де факто ќе биде испразнето ресорното Министерство за здравство. Сега не е јавна тајна, туку официјално Министерството за здравство може би политички, односно во буџетски пари најмногу тежи што се вели, е секогаш едно од најпосакуваните при распределбата на односните министерски ресори. Дали ВМРО ДПМН ќе посака да го земе, сметајки дека сега политичкиот капитал и учество на преостанатите партнери од коалицијата Вреди е помал, односно не го заслужуваат под наводници, условно кажано, Министерството за здравство, или па тие ќе инсистираат да си го превземат преостанатиот ресорен дел од колачот кој би бил испразнет со евентуалното заменување на Арбен Таравари во официјална опозиција. Тоа ќе биде дел од, да речеме, внатре коалицијските преговори меѓу ВМРО ДПМН и представниците на Вреди. Факт е дека тоа знам, апсолутно, така е, точно. И тие се третиот помал коалицијски партнер. Од друга страна, тоа може да биде еден вид на лакмус тест или пак иницијална каписла, па и премиерот Мицкоски да направи еден вид на мини реконструкција на владата и да ротира одредени министерски функции, односно на некои министри да им се заблагодари, да ја освежи политички владата, бидејќи се случија ужасно трагичните настани од Кочани. Тоа апсолутно има огромно влијание врз рейтингот на ВМРО ДПМН, има условно кажано незадоволство во економско-финансиската сфера, имаме незадоволство, да речеме, и кон министерката за финанси. Сакам да кажам дека доколку како политичка партија сака и понатаму да се представува дека има највисок рейтинг, а постојано гледаме дека ВМРО ДПМН е политичка партија која може би така помалку кажано обсесивно компулсивно се однесува кон
мерењето на истражувањето на јавното мислење, колку рейтинзите се важни за нејзе, можеби тоа ќе биде карт бланш за премиерот Мицкоски да направи реконструкција и да им се политички заблагодари на тие министри за кои смета дека му носат негативен имидж по владеачката гарнитура. Тоа е второ. И трето, се поставува прашањето доколку Арбен Таравари премине во опозиција официјално, тој како од тука па натаму политички ќе ја изостри политиката кон ВМРО-ДПМН, кон Вреди, гледаме веќе дека тие се разединети, односно дали Арбен Таравари ќе треба да го трасира својот политички пат меѓу двата, условно кажано, пола на етничко албанскиот политички простор, а тоа е коалицијата Европски фронт околу ДУИ и преостанатата коалиција Вреди од сочинетите три политички партии, дали Арбен Таравари треба да направи политичка партија која ќе биде алтернатива под наводници на Европскиот фронт, на ДУИ и на Вреди и да биде политички репрезентиран на идните локални избори, односно политички да се тестира колку му тежи гласачкото тело, а тоа да биде лакмус тест и за понатаму да прави некоја поголема политичка коалиција со останати политички партии во албанскиот блок, како што го направија тоа Вреди и ДУИ, односно да имаме трета политичка стожерна партија или опција. Мислите дека има место за трета? Не дека има место, сакам да кажам, поставувам хипотеза и дилема и прашање дали Арбен Таравари ќе се позиционира така надвор од двата сојуза кои гравитираат околу ДУИ и Влен, или ќе види на локалните избори дека политички ајде да не речам ќе потоне, но дека ќе добие мал политички легитимитет учествувајќи на локалните избори како единствена политичка партија, тоа е крилото на Арбен Таравари, и од тука па натаму ќе му стане јасно дека како политички поединец ќе мора да се приклони повторно кон еден од политичките блокови, а тоа е логиката дека можеби како опозиционер ќе треба дефинитивно да се приклони кон Европскиот фронт. Ако се зборуваме сега по рекламите, сакам да кажам. Да, извинете, сега тука морам да ви прекинам затоа што морам да го викнам блокот реклами, затоа што не гази време, а потоа се враќаме баш за тоа да зборуваме што се случува во ДУИ. Се враќаме во студиото, прашање за господинот Арсовски. Според вас, одлуката за, иако беше најавена Вреди од коалиција да стане партија, сметате дека тоа е идеолошка консолидација или изборна калкулација? Помалку од двете. Неспорно е дека споени на пропорционални листи би добиле повеќе. Секако. Неспорно е дека споени во градоначалнички позиции би имале подобри позиции во вториот круг градоначалнички избори. Што се однесува до идеологијата, брзината со која Влена одлучи да се спои во една партија, ми говори или го поставува прашањето дали можеби овие разговори со Арбен Таравари биле и пречката за да не се спојат предходно. Можеби тие уште на предходните избори најавуваа дека ќе одат кон интеграција, кон консолидација, можеби токму овие разидувања со Арбен Таравари ги спречувале предходно да се спојат. Што се однесува до Арбен Таравари, јас мислам дека тој нема да има избор. Мислам дека тој ќе мора да оди независно на локалните избори. Зошто? Мислам дека ќе биде тешко да се смири назад со Влен, бидејќи довербата е нарушена, а довербата дополнително ќе се наруши со Мицковски ако продолжат овие разговори да се одвиваат во тој правец. А одењето со ДУИ би бил преголем политички лупинг. Токму заради тоа што неговите гласачи, кога се двоеше предходно алијанса, гласачите за кои ДУИ е прифатлива, останаа со села. Гласачите кои дојдоа со Арбен Таравари, кои по сите проценти беа поголемиот дел од гласачите на алијанса, отидоа во опозициски гласачи. Така што тој можеби нема да има избор освен да оди независно на советнички листи, а во вториот круг секако се коалиции неопходни да преговара парче по парче. Но токму тоа е и неговиот најголем ризик. Затоа што независен настап со споен Влен ќе има позади себе ќе има многу противници. Ќе го има Мицковски за непријател, ќе го има Влен за непријател и така натаму. Што се однесува до Мицковски? И да не го забораваме и Села, како би реагирал Села? Села веќе најави дека тој нема да учествува во коалиција каде би бил Арбен Таравари. Тоа е анимозитетот превод. Така е. Тоа, значи учеството на Арбен Таравари со Села може да го избрка Села од таа коалиција. Што се однесува до Мицковски? Ако Мицковски одлучи Таравари да ја напушти владата, неговиот следен логичен потег е да инвестира во единствениот коалициски партнер за кој е сигурен дека никогаш нема да преговара со ДУИ, а тоа е Влен. Значи, во тој случај, Мицковски ќе им помогне на Влен,
местата испразнети во владата ќе им ги даде на влен и ќе им дозволи на влен да реконституираат дел од својот рейтинг, едносно да зајачат, имајќи го предвид комодитетот што го имат до локалните избори, бидејќи ниту во Арбен Таравари, ниту во села, ниту во било кој друг е сигурен дека нема да комуницира или да се договори утре со Дуи, а за него Дуи е архи непријателот во момент. Точно. Господине Фаризи, да се надоврзам на тоа што го кажа господинот Арсовски, дали ја гледате вие вреди во догледно време, во блиска иднина, дали ја гледате вреди како доминантна политичка сила во албанскиот блок и кај албанскиот електорат? Па вреди во парламентарните избори покажа дека е доминантен фактор, бидејќи разликата помеѓу Европскиот фронт од тие 9 политички партии кои беа и други заедници карши наспротивна страна со вреди, мислам дека беа и тоа како конкурентни, бидејќи освоја над 100.000 гласови, 113.000 гласови, колку оприлика толку. Добро, но бројчано има помалку од Дуи и на председателски и на... Да, но да не забораваме дека Дуи 22 години владееше со институции на државата и има составен голем број на клиентелиси, да не кажам од прв до последен. Така што е нормално целата државна администрација 22 години кои се запослиле, нормално дека тие го гласале Дуи. Тоа не е мерила за овие двете колкава е според вас политичката моќ на вреди без Таравари, како партија? Без Таравари се подразбира дека ќе се намали силата на вреди, а дополнително влијае и тоа дека тие не може да се однесуваат со јавноста, односно со нивните приврзаници, да им објаснуваат дека ова е нормалното функционирање на државата. Бидејќи членовите, делочленовите, пошто не значи дека тие сите се ангели што се во вреди, односно во влен. Тие мислат дека требаше да функционира како Дуи, да ги има сите институции и преска сакам да се надоврзам со Благојче кога кажува дека Министерство за здравство има 1 милиарда близко евра и тие знаеш како го рачунуваат дека ако едниот е министер, другите членови на тоа семејство мислат дека тој буџет е семеен буџет. Ме разбираш, кој што институциите ги претвори на семеен буџет 22 години. Тие мислат дека дури и да им дозволиш, јас мислам дека во катастар ќе ги запишат како сопственост, семеен сопственост. Така што овие не може да им објаснат на своите приврзаници, членови на партијата дека ова е нормално функционирана држава, дека треба да управуваат без да ја крадат држава. И тоа многу им оди тешко. И јас мислам дека со тргнување на Арбен Таравари не знаеме ние како ќе се однесуваат другите политички партии кои се дел од Европскиот фронт. Знаете зошто? Бидејќи како што се зборува дека членовите блиски што се до Таравари кажуваат дека 6 до 8 општини му има ветено на Арбен Таравари. И знаеш што може да се случи, пример? Ај карикирам дека вака ќе функционира. Добро. Арбен Таравари може да биде исклучен, бидејќи има многу опции, што ние не ги спомневме. Тука може едната опција да излезе од владата. Втората опција е да останува влада, но да прави договор со сите коалициони партнери дека ќе да стават заедно, односно ќе се поддржат еден со друг, а Арбен Таравари да иде независен. Има и плюс други опции да излезе од влада, да не зема ниту еден друг партнер во влада. Но за тоа ве прашувам за вреди. И сега завршивме со Таравари. За вреди, мислите дека ќе останат моќни? Ќе бидат конкурентни, но тоа не значи дека против сите може да се борат. Далеко од тоа. Но ќе зависи после кој од Европскиот фронт ќе излегува. Бидејќи таму за сите нема место. Најверојатно нити има градоначалнички места. Има и најверојатно Ахмети тактизира со општина Гостивар и со Врапчиште што ги има под контрола, бидејќи реално Зјадин Села нема ниту една општина. Но дали ќе прифати после Зјадин Села да станува пример со една општина како е Струга и тоа може да биде недобитна комбинација. Пошто и Дуи таму е силна како политичка партија, односно беше силна како политичка партија и гледаш дека Рамиз Мерков пак има и амбиции да се кандидира уште еден мандат. Значи таму нема да биде толку лесно. Јас очекувам во кога ќе дојде да се номинираат градоначалничките места во Европскиот фронт, таму да почнат да има незадоволство и делот на задоволство да проминава во. Ама многу е важно како ќе постапува Арбен Таравари. Јас знаете што е проблем? Проблемот е што во вреди уште таа конкуренцијата кој ќе биде председател, кој ќе биде
Не, ја мислам дека тоа го и така апсолвирале, натаму. само ќе не известат со тек на време. Веќе алтернатива има 9 членови номинираше во централниот како Да, се каже 23 што орган. треба да биде во тоа централно 7 тело. има БЕСА, а 5 движење демократско движење на изедмеđите, тоа по дефолт значи дека тој што има помалце членови, тој треба да биде лидер на партијата, така што јас мислам дека изедмеđите би требал да биде лидер и тие немат, како да немат капацитет на преговарање. Јас знам точно како треба да се елиминира Арбен Таравари да им каже чао од политиката, но тие сами треба да преговарат со одредени луѓе кои се влијателни во албанската средина, кои може да ги поразат и тоа како и Дуи заедно со Арбен Таравари. Или тие калкулираат како Мицковски. Со оглед дека ги спомнавме Дуи, не знаеме дали ги имаат вмешано прстите во сево ова, намерно, случајно, дали е стратегија или сега само седат по страна, трљаат раце, чекаат да видат што ќе се деси. Интересно е дека, не интересно, факт е дека од кога се во опозиција, од лани, секој ден се присутни во јавноста, со свој став, обвинувања, сега го смени и вордингот, беше дека ќе се иде, може не дај Боже да се вратиме назад во планина, сега е да не дај Боже да излеземе на улица. Атанасовски, дали оваа реторика, оваа стратегија на жртвена реторика е според вас онака израз, автентичен израз на политичка мобилизација пред изборите на Дуи, или е само еден вид на маркетинг, на пиар со кој што треба да се зама и јавноста за реално изгубената моќ и позиција во Македонија? Факт е дека имаат изгубена моќ и позиција, но исто друг факт е дека самото учество на Влен или Вреди или преостанатиот дел од Влен или Вреди во владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе го троши политичкиот легитимитет и капитал на самата Влен коалиција. Ќе направам мала ретроспектива. Арбен Таравари беше тој како претседателски кандидат на Влен или Вреди кој велеше дека Влен како етничко албански политички легитимен партнер ќе го постави прашањето за 6 месеци за внесување на бугарите во уставот, само извинете. Да, уставните измени, за да се внесат уставните измени да се направат, Македонија да го продолжи својот евроинтегративен пат, за потоа да ретерира од тие изјави, кажувајќи дека премногу е силна позицијата на премиерот Мицковски да има какво такво влијание и улога во поместување на тој политички процес Влен или Вреди. Во меѓувреме Албанија ги почна преговори, тоа создава фрустрација, да речеме, во Македонија, особено во етничко-албанскиот политички простор, за на крајот на денот да може би Дуи политички нема да мобилизира луѓе, но политичкиот пиар и политичката реторика и мантра дека Арбен Таравари се свестил дека оваа влада е антиалбанска, тоа е упатена порака кон етничко-албанското гласачко тело. Од друга страна, ние гледаме дека постојано Дуи се служи со реториката дека Влен се политички нелегитимни представници на албанците кои се слуги или измеќари на Иван Стојлковиќ или српскиот свет во Македонија, односно веќе поставени се работите на друга основа. Математички прецизно, предходно, премиерот Мицковски во опозиција ја констернираше стратегија на Дуи веќе апсолутно ја копира, апсолутно ја копира стратегијата на ВМРО-ДПМН од опозиција, кога премиерот Мицковски од позиција на опозиција констернираше и хистеризираше македонската јавност дека албанскиот фактор, а тоа е Дуи во владата со СДСМ, е премногу доминантен и дека Дуи се измеќари, дека СДСМ се измеќари на Дуи, а дека Дуи ја води државата, сега обратно ја поставуваат политичката игра на зборови, односно Дуи постојано кажува дека оваа влада е антиалбанска, дека тоа Арбен Таравари го сватил. Да, за тоа ве прашувам, што мислите дека е тоа? Тоа е тоа политички маркетинг кој мислам дека Дуи како политичка партија маестрално ќе го изигра на политичката сцена, бидејќи многу добро ќе им донесе апсолутно, бидејќи самиот Арбен Таравари јавно кажа дека по неговите интерни анкети, а тоа не е случајно, јас мислам дека и тие анкети се реални, дека 70% од албанците се незадоволни од учеството и политичкиот легитимитет и процес во владата од страна на Влен. Веројатно тоа не го гледаат само представниците на Влен, но кога ќе се соочат со изборните резултати на локалните избори на советничките листи, тие ќе им бидат предвесник и лакмус тест за идните парламентарни избори. Односно, Дуи колку и да го има изгубено факторот на моќ и на мобилизација, учеството на ваков етничко-албански композицијски
партнер во владата, ќе значи трошење на неговиот легитимитет. На крајот на денот, Влен може да прерасне во единствена политичка партија, но кога ќе се соочи со незадоволството од албанското гласачко тело, таа политичка партија може да ја снајде судбината на ДП на Мендух Тач, едноставно да испари од политичката сцена, односно огромен дел од гласачкото тело на Влен да биде незадоволно. Тоа што не е клиентелистичко гласачко тело. Да, го гледате тоа што незадоволство, прашање за сите, дали го гледате ќе го покажат локалните избори во контактите со пријатели албанци, сите говорат дека кај албанците има одредена фрустрација за тоа што Македонија е веќе ставена на колосек на српскиот свет, а наспроти тоа е закочена во евроинтеграциите. Мислам дека таа фрустрација ќе има не само на локалните избори, во перспектива ќе има огромен одлив на гласачко тело од Влен, или абстиненција, или ќе има кондуи, односно, мислам дека Влен така се го троши легитимитетот, бидејќи де факто не покажува со нивното учество никакво подобрување на статусот на албанците, дури и учествува во ситуација во која Албанија напред граби кон евроинтеграциите, отвара нов аеродром во Валона, а Македонија е закочена на патот кон евроинтеграциите. Јас не се согласувам со тоа дека тие само клиентелистите го кажуваат дека Македонија влезен во српскиот свет. Замислете сега, пример, ВМРО ДПМН да иде на избори, да земе 61 пратеник и пак да прави влада и пак Стојковиќ да го стави министер, тогаш ќе биде српски свет или нема да биде српски свет? Тие знаеш што, кога се дел од власта е албански свет. Кога не се тие дел од власта, тогаш е српски свет. Значи тие го имат поврзано со историјата, што Блазе Везе нема врска тоа со српскиот свет во државата, но тоа е пиар, односно демагогијата која ја прави Дуи. Истото го кажав, Јузи, да. Не го кажав дека е така, не, туку треба тоа е наративот, да. На Дуи, тие под секоја цена. Јас ти гарантирам дека тие членови на Дуи, тие што се приврзаници, да некажам клиентелистите, секоја вечер сонуваат како Али Ахмети се сретнал со Христијан Мицкоски и го поканува да биде дел од власта. Значи тие сонуваат секоја вечер како да се познаваат. Значи тие се болни за да бидат дел од. Ти сте видели во минатото, тој пишува директорот им праќа писмо на премиерот дека тој не е дел од Дуи, дека уште сака да биде директор. Таквите луѓе 99,9% се дел од таа политичка структура. Така јас мислам дека првин не треба да има дистинкција помеѓу тоа што е локални избори и парламентарни избори, бидејќи сосема друг карактер имаат овие локални избори и тука јас мислам дека повеќе политичките партии треба да извадат, односно да номинираат луѓе, односно фигури кои знаат да менаџират со локалната оспора, а да не треба да се поврзуваат со тесни политички поединци. Господин Арсовски, во СДСМ све е мирно и убаво, се избра нов председател. Одзивот на внатрепартиските избори беше уште покатастрофален од резултатите што ги има на парламентарните. Голем дел од базата мигрираше, кој кон знам, кој кон левица. Што гледате вие кај СДСМ во моментов? Денеска што гледате? Гледате ли напор да ги вратат луѓето во старото јато? Гледате ли некоја стратегија? Гледате ли некаков обид да се дистанцираат од она негативно наследство што им го оставија бившите двајца премиери? Што гледате вие кај најголемата опозицијска партија од македонскиот политички блок? Видете, во моментот електоратот го има кажано своето. Има доминација на ВМРО ДПМН и едно намалување на рейтингот на СДСМ, најдраматично намалување на рейтингот во подоцнежната историја на политички избори. Нема што многу СДСМ да прави во овој период кога доминира ВМРО ДПМН барем до локалните избори. Очигледно е дека гласачите им порачале дека треба да се менуваат и дека треба да сменат својата риторика, можеби своите кадровски решенија, можеби својот пристап и така натаму. Кога толку каскате зад противникот, сите избори се тешки. Затоа што доминира ВМРО ДПМН на политичката мапа, тие ќе се борат ќе треба многу да се борат за еден релативно лош резултат на локалните избори. Така што мислам дека вистинската катарза за СДСМ можеби ќе се случи после локалните избори. До тогаш тие го избрале својот политички пат, мислам дека се ограничени
на своите цврсти поддржувачи, тешко може да предадат кај неопределените гласачи, дополнително електоратот е станат исклучително евроскептичен. Една од главните наративи на СДСМ и нешто за кое потрошија голем дел од својот политички рейтинг, што е право, тоа не се случи преку ноќ. Етничките македонци не се разбудија преку ноќ да одлучат дека се евроскептични, туку тоа беше производ на една континуирана кампања дека Европа не изневерила последните 2 или 3 години. Меѓутоа, таму сме кај што сме. И сега СДСМ е заглавен во следната дилема. Да се вратат на своите EU корени, што е непопуларно решение, или да науѓаат некој друг политички јазик кој ги води во една непознат политички пейсаж. Така што мислам дека таму не треба да се очекуваат драматични промени до локалните избори. Релативно е детерминирана политичката ситуација до локалните избори, барем што се однесува до македонскиот, до етничкиот македонски блок. Поинтересни се случувањата кај албанците, бидејќи тие ќе можат да сменат или да не, или да направат некаква разлика. Мене тоа што ме загрижува е ова што го начна Благојче, а тоа е визијата на етничките македонци и етничките албанци за тоа каде треба да се движи државата, ќе дивергира дополнително. Значи, тоа не се нијанси. Македонците, етничките македонци велат уставот никако по цена на тоа да се откажеме од ЕУ, албанците велат ЕУ по секоја цена и ние гајле за уставот. Тоа не се нијанси во разликите за политичката несота, се диаметрално спротивни визии. Точно е, Албанија ќе оди напред, тоа ќе зголеми фрустрацијата кај албанците. Јас не верувам дека тоа може да донесе до некакви драматични промени во смисла на безбедносна ситуација и така натаму, но ќе го расслојува дополнително унитарниот карактер на државата. Пак ќе се појават условно речено идеи дополнителна заштита од мајоризација, доводомен парламент. Може да се појават идеи асоциација на албански општини. Не некакви драматични во смисла на тоа да цртаме медии и така натаму, но таа фрустрација не може да не излезе понатаму. И на крајот, од целиот наратив на ДУИ има нешто што е точно. А тоа е дека во моментот изборот, најголемиот дел од влијанието на изборот на албански градоначалници во мешаните општини ќе го има ВМРО-ДПМН. Тој ќе го има тоа во Чаир, во Тетово, во Гостивар. Толку се силни кај македонците што на крајот тие ќе одлучат во втор круг кој ќе биде градоначалник. Што значи може ДУИ да добие повеќе гласови на советничките листи, а ВЛЕН да има повеќе градоначалници. И проблемот што е тука? До кога ќе траат тие патерици од ВМРО-ДПМН за ВЛЕН? И дали со тоа, вклучително со потеглот за укинување на балансерот, сегашната дилема околу законот за јазици, ВМРО-ДПМН, однесувајќи се предаторски кон својот коалицијски партнер, всушност тие се генератори на одливот на тие гласови, сметајќи ги како кусур во нивната вкупна, што викаш, компулсивно обсесивна трка за рейтингот и анкетите. Тука одиме со вториот блок реклами, потоа се враќаме да ја привршуваме дебатата со моите гости. Се враќаме во студиото, имаме уште за по еден круг прашања. Фаризи, ќе почнам со вас. Вреди против ДУИ на изборите. Да отрнеме на страна Таравари без разлика со кого ќе биде ли самостојно. Еве, овие две партии, што ќе бидат од тога, што ќе направи разлика кај електоратот? Програмата или идеологијата? Ни програмата, ни идеологијата. Јас мислам дека клиентелистот повеќе игра улога, особено во тие 22 години, а не се подобрени овие другите, бидејќи овие не може да се преструктурират во одредени општини. И сега многу е важно во кои општини, бидејќи во пример Тетово и одредени општини во Тетово е билка сами таму посилен, односно Беса во Скопје, тука во заедништво помеѓу Демократското движење на Изет Меджити и алтернатива на Зекерија Ибрахими, нели, тој е председател сега моментално на таа политичка партија, односно како вреди во овие општини се многу посилни. Дополнително че од тоа ќе влија, знаеш, битката кај ќе биде? Битката ќе биде во градот Скопје. Јас мислам дека едно од клучните проблеми што било внатре во вреди е општината Сарај. И најверојатно Али Ахмети го има лажено
Арбен Таравари дека ќе му ја даде општината Сарај, односно ќе ја номинира неговиот секретар, барам се зборуваше од партијата, дека ќе биде кандидат за градоначалник. Јас мислам дека тоа е само мамка за да влезе во коалиција со Али Ахмеди. И јас најголемата битка било за градот Скопје, бидејќи овие што се дел моментално одведи не сака да има Арбен Таравари кандидат за градоначалник, особено во општина Сарај, бидејќи во еднина тоа значи дека тој ќе се преструктурира во Скопје, односно во изборната единица 1 и 2. Заотоа дета може да побара и директорско место внатре во градот Скопје. Така тие тосно знаат, сака да го маргинализира тој да се врти тамо низ општината Гостива и во општина Врапчиште, бидејќи тој реално само во тие две општини е повлијателен. Но многу е важно после како ќе се одвиват работите во владата. Но ако оди вака дуи од една страна, Алијанса и вреди, јас мислам дека тоа ќе бидат, како да кажам, бројките нема да видат приближно блиску една на друга, но за градоначалнички места јас мислам дека вреди би имал повеќе, особено би ги освоил тие општини кај се мешана, бидејќи една коалиција помеѓу ВМРО, Знам и вреди, јас мислам дека тие ќе бидат убедливи победници, а дополнително да не заборавам дека и дел од условно кажано македонски граѓани, односно поетникот македонци, кои се дел од другите политички партии, кога ќе размислат дека треба да бидат 10 години во опозиција во централната власт, а и локалната во опозиција, и тие ќе се обидуваат индивидуално да преговарат со некои кандидати кои се дел од вреди, кои може да му нудат нешто плюс во тие општини. Прашање и за Арсовски и за Атанасовски, со оглед дека во владината коалиција има уште една партија, Знам, локалните избори, сметате ли дека може да нарушат хармонијата во однос на односите меѓу Знам и ВМРО ДПМН? Еве, например, да го земеме Куманово, за дали мислите дека Знам се има едно и може онака лесно да го изгубате? Кој сака? Нека почне, ама мислам истото прашање. Мислам дека Куманово е фикс, бидејќи таа политичка партија настана со одвојувањето на... Не, јасно, но... фикс е... Ако кандидира ВМРО ДПМН градоначалник, е во Куманово. Ако кандидира, тогаш тоа треба да значи... кандидира? Тоа се уште не знаеме. Јас мислам дека нема изјава од премиерот Мицкоски, шпекулациите оде напротив оде, апсолутно тоа би ги нарушило односите или... Мислите дека може да дојде до нарушување? Видете сега, ако на пример се договорат предходно дека Знам треба да добие неколку добитни кандидати за градоначалници, тоа се пласирани шпекулации во јавноста, тоа за мене е зацврстување на коалицијата помеѓу ВМРО ДПМН и Знам. Доколку ВМРО ДПМН кандидира свој кандидат во Куманово, без разлика дали актуелниот би победил, тоа значи дека веќе е покажување со прст или отварање на мала врата на Знам дека не е прифатлив коалицијски партнер во владата, бидејќи Знам како политичка партија настана врз победата на одцепениот градоначалник Максим Димитриевски, тогаш од редовите на СДСМ, правејќи една структура, и на тој начин Знам доби такво гласачко легитимно тело од 6 пратеници. Сега доколку Знам од нуклеусот, а тоа е општина Куманово, има проблеми и понатаму да функционира, односно место да добива поддршка од ВМРО ДПМН, добива конкуренција во самото Куманово, тогаш веќе гледаме разидување во односите меѓу ВМРО ДПМН и Знам. Од друга страна, токму во ова студио имавме условно кажано незадоволство или напад од пратеникот Антонио Милошевски, кој е стар политички искусен политичар, политички волк што се вели, кон актуелниот министер за правда Игор Филков, дека не е задоволен од неговото учество во владината гарнитура, требаше премиерот да ги смирува тие страсти. Имаше уште многу пожестока контра од актуелниот. Сакам да кажам, таа коалиција меѓу ВМРО ДПМН и Знам, ќе видиме во иднина како ќе се третира, но Знам исто така ќе го троши својот политички капитал доколку останува безгласна буква во однос на партиципацијата негова во учеството со власта, бидејќи Знам е клиентелистичка наменска формирана политичка партија преку одвоено гласачко тело од СДСМ, кое во дадениот момент било незадоволно од политиките на СДСМ, слично како партијата на СДП на Тито Петковски. Доколку Знам не се преструктура во автентична политичка партија, таа мислам дека мора да му дадам збори на господинот Арсовски, бидејќи за жал времето ни е при крај.
Господин Арсовски, еве, вие како гледате со оглед дека ги абсолвиравме Дуи, Влен, Таравари, СДСМ, како што кажавте ти, еве, како што кажавте вие, сега ги имаме, ВМРО и знам, имаме локални избори, они се во коалиција. ВМРО ги држи градоначалничките места, факт, го има унгарскиот кредит во джеб као ас. Што мислите таму дека може да се... Што предвидувате вие? Мислам дека постои можност да го видиме ВМРО ДПМН во една улога која не е својствена за таа партија. Обично таа партија сака да земе се што може да земе и по таа логика би кандидирала и во Куманово. Мислам дека на овие локални избори Не, онака го кажав Куманово, еве. мислам дека ќе ја видиме, мислам дека постои можност да ја видиме ВМРО ДПМН во едно дарижливо светло. Зошто? Прво, најмногу разговаравме за Влен, и тоа најбрзо би го завршил. ВМРО ДПМН има политичка логика, бидејќи тие веќе размислуваат за наредните парламентарни избори, не само за локалните. Има логика да го подкрепат Влен секаде во општини каде има значајно македонско малцинство и да им помогнат да изберат градоначалници, обидувајќи се со тоа да го ослабат Дуи, да им дадат нов простор на Влен до наредните парламентарни избори, да ојачаат, да вратат дел од изгубените гласови, да направат некакви политички маневри и така. Што се однесува до Знам исто така. Знам ја дели судбината на сите мали партии во големи коалиции. Мали партии во големи коалиции губат рейтинг, крварат рейтинг кон големите партии. Во моментот за ВМРО ДПМН има логика да го заштити Знам, затоа што Знам одзема гласови од СДСМ. И затоа има логика да го чести и Куманово, каде ВМРО ДПМН би можел да влезе во сосема легитимна трка и да се бори за градоначалник во вториот круг. И дури некои позначајни општини, затоа што ВМРО ДПМН знае дека тие се гравитацијската сила кои му го губат рейтингот на Знам како помала партија, а се уште Знам им е потребен за да го држи СДСМ низко. Ви благодарам многу. Почитувани, за жал, времето ни истече. Остана уште доста прашања кои што не успеав да им ги поставам на моите гости. Затоа ќе има и друга емисија. Почитувани, ви благодарам што дојдовте, ви благодарам за времето, ви благодарам за вашите одговори и размислувања. Вам ви благодарам за вниманието и ве поканувам да останете на програмата на телевизија Телма.